Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Зградата на плоштадот во Свети Николе, Домот на културата Крсте Мисирков, со сала каде продефилирале многу уметници и се случиле првите настапи на многу нови имиња. По цели 35 години доби централно грејење и ладење. Инсталиран е нов енергетски ефикасен систем кој дополнително е еколошки. Наместо мазут се користи електрична енергија за загревање, додека фреонот од системот за ладење кој оштетува озонската обивка е заменет со еколошки и вграден е нов систем. Комплетно е извршена климатизацијата на просторот со фенкойлери и се надевам дека граѓаните на општина Свети Николе ќе имаат таа чест без разлика што сме во COVID-19 зафатени. Мислам дека наредната година ќе имаат чест да ја користиме салата од наредната година, да ја користиме салата на 465 дена во годината. За новиот систем во Домот на културата потрошени се 8,5 милиони денари, од кои 6,2 милиони се обезбедени преку Бирото за регионален развој со проектот на Вардарскиот плански регион. Останатите средства се од буџетот на општина Свети Николе. Директорот на Бирото за регионален развој, Рамис Реджепи, рече дека вградениот систем е 3 во 1 и најави поддршка за проектите на општина Свети Николе и за следната година, со оглед на фактот дека буџетот на оваа институција останува ист. Иначе можат слободно да одржат активности каде што и во зимно време и во летно време ќе можат во зимно време да имат настапи во топла средина, а во летно време да имат настапи во прилагодена температура каде што сите активности ќе бидат удоволени по однос на активностите и публиката што ќе бидат присутни. За жал, ова година имаме пандемија, ковид ситуација, така да се надевам дека идната година ќе имаме и добри настани и добри културни настапни кај што ќе бидат задоволни сите граѓани и со задоволство ќе ги гледат сите настапи што ќе се одржат во оваа средина. Во подземниот дел на Домот на културата е вграден нов систем за климатизација кој автоматски се управува, објаснува Сонја Китанчев од скопската компанија Аероком, изведувач на работите. Уште со самата документација се гледаше дека се работи за проект кој што инволвира исклучително високотехнолошка опрема, која треба да придонесе за намалена енергетска потрошувачка и да ги задоволи, да даде добри еколошки аспекти со својата употреба. За таа цел и конкуриравме, за таа цел и се потрудивме да дадеме се од себе, да го извлечеме максимумот што опремата како таква го нуди. Оваа година ќе изостанат традиционалните новогодишни представи и приредбите на децата од градинките и училиштата. Но новиот систем, според директорката на Домот Мартина Богдановска, граѓаните на Свети Николе ќе може да го испробат со доаѓањето на новата година. Бидејќи до сега имавме и представи и активности каде што дечињата мрзнеа на предновогодишните настани кога ни беа. И сега чести задоволство ми е што веќе во наредната година, која ќе заврши оваа пандемија, дека ќе можеме сите овде, заедно со училиштата, да соработуваме, да имаме убави настани и тоа мислам дека не е од голема корист на сите граѓани на Свети Николе. Тогаш кога ќе осетат и кога ќе седнат на столчињата овде, сите ќе осетат таа топлина што веќе со години не е проблем во Домот на културата. Домот на културата во Свети Николе минатата година прослави половина век постоење. Зградата пред 15 години беше реконструирана со нова фасада, а салата доби нови столчиња. Меѓутоа, грејењето и ладењето беше горчлив проблем. Зиме студено, лете топло. Со овој проект Свети Николчани добија современа сала со повеќе намени, употреблива во секој период од годината. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.